Судиите од Кривичан бегаат од судењето за трагедијата во Пулс како ѓавол од крст. Две судијки се изземале од оценувањето, бидејќи едната била во роднински врски со оштетена, а другата во релација со адвокат, брифираат извори од таму. Никој не сака да постапува и сите гледаат како да ескивираат од мачното и долго судење за пожарот во Кучани, кој што однесе 62 млади животи. Причината зашто никој не сака да биде судијата што ќе пресуди за Кучани, најверојатно е поради тоа што судењето ќе има силен мониторинг и ќе биде под лупа на јавноста. Оценката на обвинението допрва ќе се одлаговлекува не само поради 40 преговори од адвокатите, нивните одмори и рокот кога се запознале со обвинението, туку и поради барањата за изземање од постапката. Како за оценката, така најверојатно ќе биде и кога предметот ќе се распореди според такми системот. Со оглед на тоа што за трагедијата во Кучани има 34 обвинети, 3 фирми, уште толку адвокати, 13 обвинители, логично е голем број судии да се некако поврзани и да си го користат правото за да го избегнат судењето за Кучани. И покрај овој проблем, од Кривичан информираа дека се прават надчовечки напори судењето да се закаже што побрзо. Се очекува тоа да биде најдоцна до 15 септември. Премиерот Христијан Мицкоски се воздржа од коментирање на истрагата за кобниот пожар. Тој е запознаен дека се чека на оценката на кривичниот суд, но остави правосудните органи да си ја завршат работата. Јас се воздржувам да коментирам изминатиот период и ќе продолжам таа пракса да не коментирам, оставам обвинителско-судските органи да си ја завршат процедурата. Колку што знам, покренатото обвинение е во рамките на оценка од страна на судовите, така што не би сакал дополнително да коментирам. Инаку, долги години, а можеби и децении ќе трае судењето за трагедијата со оглед на тоа што има околу 1500 докази и безмалку 300 сведоци. Обвинението за пожарот во Кучани е распослано на 165 страници и ја пресликува нефункционалноста на институциите во последниве 13 години. Најмалку 3, а најмногу 20 години затвор ги чека обвинетите. Според обвинението, никој не работел законски. Судењето ќе содржи во големата судница во Идризово, бидејќи во Кочанскиот суд немаше судии. Според праксата, ваквите судски процеси во Македонија траат цела вечност и завршуваат неславно. Јавноста ги памети змиско око, армиско оружје, тенковски делови и ред други, судења што трае повеќе од 10 години, а голем број застареа или се уште се судат.